Шминка или реформа на судскиот совет. Препораките на оценската мисија треба да го реформираат судски, но дали тоа ќе се случи ако за изборот на членови новиот закон помине со козметички корекции? Избраните членови на предлог на собранието и шефот на државата фрлаа сомнаш за политичко влијание во советот и ја поткопуваа довербата кај стручната јавност и граѓаните. Не се знае какви препораки дала оценската мисија за предлогот на претседателот на државата за членови на советот, но затоа во делот на изборот кој што го прави собранието, речи се и да нема разлика. Освен терминот истакнати правници за кои се криваше најголема врева, останатите измени се горе-долу исти. Оценската мисија препорачува овој термин да не постои во новиот закон, а собранието да избира кандидати предложени само од Адвокатската комора и Интеруниверзитетската конференција. Дел од препораките на оценската мисија за избор на членови на судскиот совет. На огласот на собранието на Македонија за избор на член на совет, своји предлози за член да даваат. Интеруниверзитетската конференција со кандидати од редот на редовни професори со право, со професорски стаж од најмалку 20 години од првите 3 најдобро рангирани универзитети во државата, Адвокатската комора на Македонија со кандидати од редот на адвокатите со адвокатски стаж од најмалку 20 години. И досега собранието предлагаше членови, а претениците ги гласаа. Според актуелниот закон за судски совет, членовите треба да се од редот на универзитетски професори по право, адвокати, поранешни судии на уставен, меѓународни судии и други истакнати правници. Разликата е во тоа што досега кандидатите што ги избираше собранието треба да имаа 15 години искуство, а според новите препораки 20. Министерството за правда заедно со странски експерти од наредната недела ќе организираат јавни расправи на кои ќе се дискутира за препораките на оценската мисија и новите законски решенија за судски и обвинителски совет. Последниве години судскиот совет и советот на јавни обвинители носеа скандалозни одлуки за кои реагира и меѓународните представници во земјава, а довербата на граѓаните во правосудството падна на 2%. Премиерот Христијан Мицкоски предложи распуштање на советот и можност судиите самите да си го вршат изборот на членови од своите редови. Меѓународна заедница повика да се применат препораките на оценската мисија. Според последната анкета на Market Vision, граѓаните се со поделено мислење за распуштање на судски. 43% одговориле позитивно, а за 33% тоа е негативна мерка.